Градот е голем и така се реоните многу често пати големи. А реоните се толку големи да на еден реон поминувам 20 до 24 километра. Дневно обавувам, значи толку. Па нека има некој, ако може да ги измери, нека каже дека од еден реон на еден ден 20 километра. Сега толку денови по толку километра, нека обрачено колку километра јас за моите 25 години сум изедил. Обавувајќи својата должност, и така е нашиот поштарски живот, секогаш по улиците, и лете и зиме. Летно време температурата паѓа до 38, мислам, степени. Температурата си грејали за нас поштарите, нема проблеми. Па децата секогаш не ја пеат песната. Поштар пошта носи, и да врне, и да коси, и бура да носи, поштар пошта носи. Али ние тоа го знаеме по старите поштари и затоа нам не ни пречи. И зимниот период кога и земјата мрзне и каменот пука, ние се наоѓаме по велешките улици и така често пати чукаме по портите. Роден сум во село Нежило, од фамилија 10 деца, татко и мајка. Доваѓајќи во град тука, екзистенција за живот беше прилично тешко. Ние сиромашка фамилија од таму, немаше родителите што да ме помогнат и така дојдов овдека, барав да се вработам. Негдека уште во 1959 година дојдов овдека во град Фелес, барајќи најдов работа во пошта да се примам тука. Примајќи во пошта и влегувајќи во градот ми беше многу чудно што е тоа згради големи, улици, за мене беше тоа прв пат контакт со градот, не знаејќи како е тоа. У село си е село. Влегов во пошта, се запослив тука, ме примија и ми дадоа униформа. Ми беше гордост кога облека униформата, прибедејќи бе во сиромашка фамилија, а и облеката ми беше за мене гордливост. Ми ставија капа на мене, капата беше за мене нешто символично, прибедејќи ја до тога не знаев што е капа поштарска и за така. Се облеков во лишата, еден колега ме проведе на реонот, први реон, низ стариот град, чаршијата. Со него одевме по улиците, и он ми покажуваше, оваа улица се вика вака, та другата улица вака се вика. Јас му поставував прашање многу пати нему. Па чекај да застанеме, каде оди оваа улица, каде оди она улица? Он многу пати ќе побрзаше вака, па јас го замолив, де покажи ми утутре, како ќе одам сам? Он па ќе ми речеше, ќе научиш, ништо не е тешко, и ова ќе го научиш. Али за мене беше многу битно. Па не знаев што е чифтови броеви, што е текови. Тоа броевите за мене беа нешто чудна работа. У село ние таква работа немавме, ни броеви, ни улици. И ќе ми речеше, оваа улица се вика Димче Мирче, ва се вика Благоја Брашев. Додека сме заминале за 5 минута, па сум го заборавил. Па ќе му речем уште 5 минута, дај се вратиме да видиме и таа улица пак, да не од утре не може да најдам. Поминавме првиот ден како поминавме со колегата, се викаше Мирко, од село Богомила роден, иначе живее во Скопје сега во Ѓорче Петров. И така, со него го поминавме реално, другата ден се вративме, ме праша управникот, рече, Владо, како ќе биде, рече ли, работава, ти се свиѓа? Викам, управниче, ми се свиѓа, али многу тешко некако. Тоа улиците, не знам, ни броеви, што е, како е, викам, мој колегата брзо одеше, многу поштарско одење, и ја брзо одев, ама не многу не сватив. Викам, ако може и денеска, викам, многу сме за поштари, вака, немаме доволно и сега, ќе мора денеска, барем уште малку, и да одиш сам да се учиш, ќе ти наредат колегите писмата,
маршрутата ќе ја знаеш и така. Другата ден кога тргнав торбата нарамо со капата, тргнав по првата улица, ми беше малку тешко. И така доваѓав како се заглобуј во улиците, се ми беше потешко. Се повраќав, бајаги време по тоа улиците, по броевите, појди напред, врати се назад. Луѓето ме гледаат дека сум нов, па ќе ми речат, ене нов поштар, ене ден нов поштар. А ја мал бев и така. Поред мене најближни ми беа и најсоработници ми беа тие децата. Па некои деца 5 години, 6 години, 7 години, некои првачиња така од школа се доваѓаа со ташните. Па ќе ме праша, Чичко поштар има ли за нас? А ја предвидејќи не знам ни кај се наоѓам, ја сем себе си не позна нивната улица или за нивниот број. Ќе ги прашам, вие во која улица живееме? Па рече, живееме во таа улица, де види дали има за нас. Ќе го прочитам, ајде ќе ме повратат тие, ела Чичко да видиш, ние во оваа улица живееме, оваа куќа е наша. И така, почев ја да се зближувам прво со најмалите, па после со старите. Од они ми беа најближни соработници, децата мали. И така, ден по ден, денот го поминав, другиот ден, се завлегував, се задолбував во работата, ми умилуваше работата, прибидејќи се гордеви со униформата што ја носев, сите ме почаа да ме разпознаваат. Униформата бе бележи со униформата, сите ќе речеа, поштаре, ела на ваму, ела на ваму, ела на таму, или ајде дојди кај нас, една раки да те напоиме, или новинце да ти дадеме. Мене ми беше срам во првите денови да влегувам, се страшев од луѓето, заради не ги познаав, не знам со кого имам контакт. Ја оцело не бев толку упуштен во тие другарски и во тие работи. Заради тоа, ден по ден поминуваше и така јас се задолбував во животот поштарски, али го засака во онака од срце, прибидејќи секој ден имав контакт, се со народ имав контакт, се со народ. И ден денеска јас наполнив, 25 години по Велешките улици. Наполнувајќи 25 години потера 26-та година по Велешките улици, нема веќе каде улица и нема број во овој град, Велес, на градот на Вардар, нема веќе каде да не сум бил, сокаче, куќа и број да не знам. Се зближив после и со постарите, прибидејќи дојдов во контакт со пензии, исплаќање, со штампа донесување, со писма и весели, и лоши писма, секоја шабери со им носел и такви на луѓето, се зближував со нив, како се зближував јас со нив и они се зближуваа со мене. Се сеќавам пред 10-13 години, носејќи, работејќи својата служба, вршејќи, донесов една поручек телеграма. Телеграмата се однесуваше за фамилијата Крајчеви. Така беше поручекта, дојдов тука и не знаејќи дека они имале ќерка во Крагуевац, отворајќи телеграмата, кога во телеграмата пишува дека они добиле внуче од ќерка им во Крагуевац. Така радосна вест им донесов на фамилијата и они се изненадија кога тоа го прочитаа, после 10-11 години добиле внуче. И така заедно со нив се развеселивме, ме пречекаа тука, ме почестија со нив, правевме муабет, се засакавме од тој ден и се испријателивме со Чичко Темо и со неговата фамилија цела.
Добар ден. Добар ден. Еве Чичко поштар Стаса, ви носи пензија. Убаво. Една радосна вест, добра. Нема грешка. Вие пензионери секако ме чекате. Двајца се чекаме, но Поодамна. Ајде повелете. Благодарам. Ајде унатре да влеземе. Повелете на кафе. Ајде. Пошто Чичкујло, ете кафето го испивме, да ви дадеме пензија и треба да продолжиме понатаму и другите пензионери ме чекаат по портите. Па сега ќе се подпишете, ќе ви дам пензија, па ќе одам и понатаке. Добро. Ајде ти, Петко Друндо, подпиши се тука. Пишем. Така. Ајде Чичкујле. Ајде. Сега Чичко поштар ќе ви даде пензија. Колку ќе даде? Абе нешто има ја месец повечко да видиме сега. Нешто се покачуваат, зарадуваат нешто, пензионери се фалат. Се фалат, многу се фалат. Колку ќе ни дадат, толку ќе имат после. Еве со здраве да си и трошите сега. Еве ќе броиме. Број. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Еве така. Еве за двајцата на едно место ви ги давам пензија. Добро. Добро. Вие не се карате стално заедно, си ги чувате парите и си трошите заедно. Добро. Еве ти бакшиш ти. Така. И Фала има ви. ли па други месеци? Ами, Има се. се надеваме дека ќе покачиле пак. Мислам да ќе има па нешто. Не е страшно, барем сега колку за толку оваа година. За јадење доста даваат. За јадење, За да. јадење, инаку не станува за Фала ви што ме почестуете. ништо и друг пат. Па сега, ајде да ви речам збогум, пошто пензијата ви ја дадовме и ќе одиме понатаму сега. Ајде, останете со здравје, да бидете здрави и живи. Папа. Долги години да ви носам вака пензија и понатаму. Да бидеме живи, здрави, Ајде, секој па и пат да на носиме. кумчињата да носиме. Ајде, пријатно, до гледање. Поред својата длжност на работното место како поштар, за слободното време имам едно од детинство хоби. Хоби ми е музиката. Веќе 7,5 години има како сум член на друштвото Распејани Велешани. За слободното време одам таму, даваме концерти, гостуваме во разни места на нашата земја, низ цела Југославија. Се сеќавам на оваа улица преди 13 години, вршејќи ја својата дужност, носејќи телеграми, една ден донесов една телеграма на улица, на оваа истата улица на браќа Поперданови, кога дојдов во куќата на Чичко Анѓел, кога видов дека се различиле сватовите. Они биле собрани за да испраќаат ќерката на Чичко Анѓел. Али, прибидејќи чекале долго време и така, веќе почеле да се разодуваат сите, останале негде околу 10 на 13 души уште во неговата куќа седеа
Ја кога дојдов, кога донесов телеграмата кај Чешко Ангел, кога отвориме и кога видоа дека ќе пристигнат сватовите за да земат черката на Чешко Ангел, а они толку беа разочарани дека може би зетот рачунале, ете се по пишманија, па нема да дојдат да не ја земат черката и ќе бидеме големи срамови, ќе не останат срам. И така они се тиштере, кога ја добија веста од мене, драгата вест во телеграмата, дека и понатаму ќе дојдат и ќе ја земат нивната черка, и од тога и весели беа и јас со нив се развесели, и така останаме драги пријатели и понатаму. Јас во градот Којник, негде последни во овие 7-8 години, така повечко него го држам тој реон, ми омиле градот, а и на луѓето им омилев. Таму се среќавам и со децата, и со старците. Којникот е многу стрмен. Улиците се една надоле, друга надоле, нагоре. И така, одејќи ја, вршејќи службата, некогаш летно време бај ги потпаѓа. Али секогаш наидувам на добро разбирање со којничани, па они ќе ме понудат некогаш едно сокче баре да ме напојат на таа температура 35-38 температура, торбата на мене, пот врне од сите страни. Али они па толку се любезни према мене, како и ја према нив, ќе ме понудат, ќе се освежам нешто, ќе здимнам 1-2 минути или 3 минути во лад и ќе продолжам па по другите улици. Многу пати и кога сум бил и меѓуселски поштаразувач, требаше да ги обслужам 4-5 села во една ден. Одев со точак. Ми се деси измеѓу селото Башино село и Сопот. Една голема вејавица беше, страшна вејавица, на патот према Скопје. Кога ме дувна ветрот, со тоа снегот и улиците ме бапна во еден намет голем, негдека можда имаше, да не претерам, ама можда имаше 1,5 метра, сигурно да имаше снег. Во тој снегот се борев, лавовски се борев едно 10 минути со точакот, не може да станам, да се станам на нозе. Едва се изборив, ставив на нозе и така полека со точакот си дојдов назад за град Велес, за твојот дом, па не може, ми се чини да едно 3 дена дуваше ветрот само на мене од таа голема вејавица. Што ми е мило е ме драго фаман, на Којник дуќан да имамо фаман, на натовото дуќанче аман аман, на натовото дуќанче. Велешките регени каде одат цалпејат, по момите гледајат. Штом ги видат ќе им свирнат и со око ќе намигнат, леле, што се убави. Велешките ергени каде одат цалпејат, по момите гледајат. Ситно оровијат од ергени очи кријат, леле, што се убави. Ситно оровијат од ергени очи кријат, леле, што се убави. И така една година беше предивно, да речеме, 15 години од тога има поминато. Се добивне писмо во пошта Велес, дека се бара неко 2-3 за брзо одење поштари за такмичење на републичко првенство. А момите гледаја на гајтан веќе виткаја, шега се подбивајат. Штом ги видат ќе им свирнат и со око ќе намигнат, леле, што се убави. И така мене, ценејќи ме и управата и другарите сите тука, рекоа дека најбрз поштар и најбрзо може да биде Владо. Властимир мислиме дека ќе не острами и ќе покаже своја способност и ќе не острами на тоа така. Стари дедо ми седнал оддалеку и гледал и на баба и вели: еле бабо да те бакнам и со рака не те паќам, леле, што си убава. Јас се нафатив за тоа, отидов у Скопје. Такмичењето беше прво такмичење од
паркот па до Водно горе, до планинарскиот дом на ПТТ. Првото одење мое беше со торбата нарамо и таму бевне негде колку 33 такмичари беме души. Елај бабо да те бакнам и со рака не те фаќам, леле леле што си убава. Тргајќи од паркот во Скопје према Водно, тргнаме за брзо одење, имаше и суди поред нас и со точаци и со мотори и не пратеа. Одевме негдека околу тоа беше 13 км стазата одмерена. 5-6 км почнаме да се двоиме што бевне повредните, другите што не беа повредни почнаа да остануваат назад. Одејќи нагоре на горницата, судиите ми рекоа дека овој поштар од каде е, само нека продолжи вака, ќе го прогласиме за шампион. Они се дичеа и се воодушевуваа со моето брзо одење и тоа правилно одење како што требе. Не правев ја не изводев некои кривиња. И така кога стасавме Водно, бев прогласен за најдобро брзо одење на Водно горе. Имаше таму прогласување. После од таа година, секоја година, 8 години поред, почнав да одам ја секоја година за тоа брзо одење. Тоа беше на ниво на Република. И од тие 8 години бев 2 пати на државно првенство, на ЮПТТ на Југославија. Ај кога се двајцата љубевме милице, во Чичовото градинче де. И ден денеска, живејќи со твоите колеги и колешки во Пошта Велес, работејќи и вршејќи својата должност јас тука, соработувајќи со управникот, со директорот, се консултираме секој дневие како најстар поштар јас тука, нема од мене постар. Јас сум најстариот поштар во град Тито Велес сега. Сега моментално во овие стари години, мислам мои 50 години, вршејќи својата должност јас како поштар на градот, го знам и го познавам сиот град Велес. Нема улица и број каде не ја знам. Затоа што сега ја ги обучавам сите помладите поштари, секој сабајле додека не ги испратам на реоните и да не ме прашаат за секое последно писмо кое не е точно за број или улица промашена или презиме, јас тие ќе ги прегледам писмата, ќе им ги напишам новите броеви или стари или кај ќе ги упутам и ќе тргнам. Кога дојдов 58 година, градот броеше недека околу 18.000 жители. Во денешно време, денеска, сега во овој град живеат 50.000 становника. Велешките улици кога дојдов во градот беа толку мали, да не многу, ама можеше и на прсти да се избројат. Сега градот прерасна во голем град, се прошири и на левата и на десната страна поред Вардар, така да сега градот е негдека 50.000 становника. Али не ми пречи, развивајќи својата служба, ја работејќи, не ми пречи и ден денеска да го прошетам често пати со моторот кога ќе ми дојде да бидам телеграфски, со моторот го прошетувам целиот град.
со мојата скромна поштарска плата, почнувајќи уште од сиромашните денови, и така со жената почнаме полека да збираме домаќинлук. И така ден денеска имаме 2 сина, нека се живи на сите и нашите. И така полека живееме помалку. Па не горе-доле задоволни со платата, пребидејќи не сум некој многу школован човек да имам некои факултети. И така со таа поштарска плата прибираме полека, живееме, децата добро ме слушаат, жената ме слуша. Си направивме на куќичка, тука реновиравме, направивме, живееме онака, скромно живееме. И така се надевам, сум значи, оптимист со овој мој живот. Се надевам дека и понатаму ќе напредниме и ќе одиме напред. Секогаш човекот треба да биде оптимист, а не песимист. Дека иднината секогаш добро ќе носи и ние со децата ќе напредниме, ќе се прошириме и јас соснив и они сос мене, ќе бидеме подобри и деновите ќе покажат се натаму, иднината се ќе каже се што е хубаво и така ние ќе одиме напред.